што следува во рамките на овој наш утрински маратон е најава на интересен проект кој што ќе се случува прв пат оваа година, но како велат организаторите ќе стане традиција. Идејата е да стане традиција и да трае. Значи овој пат ќе трае неколку денови, но за тоа многу повеќе ќе ни каже Филип Ацковски од организацијата на самиот фестивал, Only Love фестивал во Струга од 27 јули па се до 2 август. Филип, здраво, добре ни дојде. Добро ве најдов. Како беше она кога те баравме за гостување во спиеш? Да. Диџеите ми е тешко да стануваат кога се работи за утринска, така? Да. Или ти вчера немаше настап, па можеше да... Па најтешко е станувањето од бајде за утрото, зашто ние по цели вечери работиме. Така. Најкреативни сме во ноќта, немаме дистракција од други и луѓе и можеме да бидеме покреативни во за тоа ние потешко. Сега си наспан, сакам да те прашам, вчера немаше на никаква свирка. Да, наспан, ама во организација. Испод е многу топло. Да. Кажи ми прво, од каде идејата на едно место да се соберат толку многу имиња, нели? Дали тоа можеби е на тие свирки или на тие диџејски средби кои што ги имате заедно? Многу од македонските имиња ќе ги видиме, да речеме кои што заслужуваат внимание, ќе има и некои од странства, ајде многу повеќе во овие минути. Сите тие диџеи више во минатото сме организирале заедно на различни забави, у различни локации, различни евенти, па сега решивме да се споиме еднаш заедно и да го направиме како под фестивал што ќе се одвива 6 дена и имаме многу гости и од странство и од Македонија, од сите градови имаме диџеи што од познати диџеи имаме од Франција, од Малта, од Англија ни доаѓаат како гости на фестивалот. Една работа што ќе биде како одвојлива за фестивалот ќе биде дека сите тие артисти, диџеи и талентирани уметници ќе имаат за прв пат можност да пуштаат back to back со више неспремани и да неподготвени на видиме како ќе биде лайв. Да, лайв, да. Кажете ми од каде тргна, мислам, идејата тргна од некој од вас, собрани да речеме македонски диџеи кои што сакавте да организирате нешто вакво. Струга е идеално место, нели? Да, Струга има многу убави плажи, убав вајб, не уште не е толку искомерцијализирана приказната како да речеме Охрид. Охрид, да, многу е блиску, тука се сите пак. Идејата почна зашто делумно од диџеите што се у македонски странски се сите организатори и сите заедно организираме секој неделни различни журки, различни организации, па сега сакаме да се споиме и да продолжиме традиционално да го водиме. И така ни дојде идејата, така почнавме сите. И така и продолжуваме низ светот, исто така на Малта, имаме исто фестивал, исто Only Love фестивал, што ќе биде 1, 2 и 3 септември. Одлично. У различни исто локации, како што е во Струга. Ајде, кога сме кај локациите, прво нив да ги кажеме, па потоа имињата. Супер. Свака 27 четврток почнуваме у Кингстон, на Дрим реката на прошеталиштето. Доле ќе биде стејџот, ќе можеме да пливаме у река и да се журкаме заедно во реката. Па после тоа продолжуваме на Holiday Beach или женска плажа, што е у центарот на Струга и ќе биде па после тоа продолжуваме во ноќниот клуб Бисер, што е во хотел Бисер, внатре во Карпите и после тоа имаме пауза одреден период за да се луѓето да се одморат, да отспијат нормално, да се најадат и пак да продолжиме. У петок продолжуваме со Версус, со меѓу најубавите барови и плажи на тој дел. Таму сме до 15 часот, па после продолжуваме исто на Holiday Beach, па исто продолжуваме на Бисер клуб. После тоа Третиот ден? Третиот ден сме на Дрим хотел плажата. Таму имаме и мало изненадување со пена партија. Па после тоа продолжуваме во Holiday Beach, па идеме пак во Бисер. Следниот ден недела се паѓа сме Бисер Бич целодневна, па продолжуваме во летна сцена или Колосеум, па продолжуваме во Бисер клубот. И тука се има најизменични диџеи што еден ден се од Малта, други ден се од Косово и од Албанија, па после се од Србија. И има најизменична програма на диџеи
Као што кажав, ќе пуштаат и back to back за прв пат пред македонската публика некој од тие диџеи. Освен тоа, у понеделник сме во блоку на самиот исто Дрим на прошеталиштето, па продолжуваме у летна сцена, па пак сме во клубот Бисер. Па после тоа сме во Holiday Beach, летна сцена, па у Бисер клубот. Добро. И до кај стигнавме? До кој ден стигнавме? До втори стигнавме? Да. Добро, значи ги поминавме. Да, Добро. Сега кажи ми околу имињата. Што беше пресудно? Дали тие имаат во тој период некакви своји свирки веќе закажани или можеби заради тоа што сакавте да направите разноликост, да речеме, во однос на техномузиката? Па И тоа и тоа. да, и двете и зашто артистите се од техно до хаос и различни артисти, различни временски периоди на пуштање ќе имаат различни сетови. Денски ќе биде поише хаос, тие што се хаус диџеи ќе пуштаат поише на денските забави. Со тоа како што поминува времето, како се стемнува во ноќта, така по се иде на кај техно, па после тоа пауза и пак. Филип самиот веројатно бил на некакви такви фестивали Да. Европа. Да речеме, кој е фестивалот кој те некако фурне, како може урнеци да се бираат во однос на тоа како сакаш да изгледа? Да речеме, во ова прво е фестивалско издание, но за натаму. Каков некој лик да добие овој фестивал? Овој лик на фестивал со поише локации како Наде фестивал. Тој Амстердам Денс Евент се вика, имаат различни журки во истиот момент, различни локали со различни организации. И сите журки се заедно, ама на различни локации, различни можеш организатори. Можеш да си одбереш што сакаш. Да, различни организатори организираат различни. Има тој е познат по конференциските состаноци за соработки во наредните години. Овој фестивал со различни локации личи на Аде фестивал, да, во Амстердам. Тоа како во бутик, нели? Влегуваш во бутик и ќе си одбереш што си сакаш. Да. Така е. Ајде да споменеме некои од имињата или можеби сите ако нема да забориш некого, повели. Па од Малта ќе почнеме. Ајде од Малта почнуваме. Почнуваме со DJ Руби, Обеликс, Абди, Шабаб Кан, DJ Гуел. После тоа идеме во Франција, Big State, па од Косово и од Албанија се Еконокс, Лорен и исто организации од Србија се Филип Фишер, Стамене и многу други. Една кратко ќе ги набројам и македонските диџеи што се од различни градови, од први од Дадо и Мамли, Нино Манчини. Од каде се тие? Од Куманово се. Добро. Нино Манчини од Штип, Јама Знаме од Скопје, DJ Боби од Сити Радио и уште многу други. Ке забораваме никога, ако почнеме да набројуваме. Да, сигурно ќе забораваме, ама нека ни проста. Нека ти проста. Да, може да ги видат, да, многу е топло и може да ги видат на Инстаграм. Да, а каде може да ги видат? На социјалните мрежи. Има на социјалните медиуми, така е, да. Се каде што во колку часот може да. Да, и ќе имаме алки што ќе бидат за фестивалот како. Значи ќе си бидете обележани и можете да си бидете дел од него сите овие денови. Да, и на самите алки ќе има баркодот. На баркодот ќе може секој да се скенира баркодот и да у секој момент да види кој каде у колку сат. Да, и кои ни се партнери, кај може да јаде, кај може да букира соба и сите тие можности. Значи вие сте се договориле таму. Да. Кога си во Струга, значи заедно со Only Love може фестивалот, можеш безгрижно да бидеш во Струга, така и ќе имаш и кај да къснеш нешто, така кај да успиеш безбедно и потоа да бидеш на журки. Да, зашто сите више како им се свиѓа како организација им се свиѓа идејата, па имаме соработки више за да можеме да ги добро ги примиме гостите и да бидеме гостопримливи за нашите за сите оние кои што ќе дојдат. Организации и диџеи и млади ентузијасти за музиката и Да. Колку сте во организација, Филип? Па над 10 различни компании. Во различни сегменти, така е. Да. Какви се луѓето како диџеи кои што доаѓаат од странство? Дали имаат некакви своји листи на барање или со тоа
многу нормални и едноставни луѓе со кои што можете на прва да се договорите? Па ние сме више сработуваме со Така. години, сме работеле на различни журки, со овие диџеи баш конкретно сме организирале заедно забави, па сега сме се ептен како фамилија, многу блиски, многу Нема никаква листа на барања, така? Не знам, или има? Имаат некој? Има, ама во соодветност во тоа ние што го Така, што го добиваме нудите. и што сме го добивале од нив. Така, да. Очекување се дека ќе дојдат и луѓе од страна, тоа е идејата, нели, да Да. ги поканиме, да речеме и сите оние, да речеме ако нели пропатуваат од Србија, да речеме, па додека стигнат до Грција, нека дојдат во Струга, па нека си поминат убаво, или Да. сите оние кои што се на пропатување низ Струга. А можеби специјално да дојдат за тоа, можеби и тоа имате организирано. Па имаме и некој превоз што ќе организираме од Скопје и од другите градови. Зборевме со повеќе агенции што се туристички агенции за да може да си активираат нивните членови, да можат да го видат како фестивал, да може да дојдат и во наредната година имаме многу повеќе простор низ целата зимски период за да го организираме тоа низ сите туристички агенции низ Европа да можат да го имаат како евент, како Да, како настан. на листата, така, Да, да за може да да го можат продава. стварно некои луѓе што сакаат музика и што сакаат фестивали да може да го видат и да може да Така. увидат дека има квалитет. Така. Како е во тој дел на техното? Како е во Македонија, да речеме? Колку е, да речеме, Филип како дел од таа сцена задоволен од сето она што Па, се случува? После Почнуваме ли? короната Да? Малце тешко, застанавме? да, застанавме, баш бевме влезени Во добра шема на нагоре одење, така? на нагоре и престанавме и сега е полека се враќаме, ама се надеваме дека ќе биде све боље и боље. Што е она што Филип го натера? Ајде во неколку минутки, чисто кога се овде, па да ви испрашам и за тоа малку, вие да влизате во техно музиката. Кој беше тој некој, не знам, диџеј умилен или не знам, умилен дел од музиката, музичкиот свет, што ве натера да влизате во овие води? Не знам, уште како дете кога бев во прва година во школа, Прва година средно? Да, Добре. почнав да се бавам со музика, мислам ме интересираше програмерскиот дел, како се прави музика и одма си нарачав миксета за пуштање музика. И така почнав. Значи, вие од играчките прво биксета нарачав. Па не, ги имам сите играчки, па немам што да правам со играчките. Па после тоа миксета, да. И првен памтам миксав првиот пат Infected Mushroom со Eminem и така почнав, па почнав Имавте некој во публика, другари, некој Да, брат ве... ми. А, брат. Добро. И после тоа почнав во кафичи, па автоматски влегов во организација како волонтер, пракса и па научив како се организира, па со спонзори, па партнерства, па Тешка ли е таа работа? па на почеток е многу тешка, ама како поминува времето се полеснува, ама на почеток е тешка, зашто со луѓе се работи Да. како бизнис е Ама тешко. тамо во тој дел веројатно нема пушти ми онаа мујата, или? Нема. На диџеј сет нема. Или ептен Тоа е некоја добро. мојата, ама ептен треба некоја нова многу модерна. Да, а она околу, не знам, продавање на битови, создавање на такви, нели? Да, да, свои, да. Дали има тоа? Вела дека може да стане тоа испласлив бизнис. Има и диџеи Да. во Македонија кои што навистина убаво и лагодно живеат и во Македонија продавајќи свои битови. Да. Исто ја како продуцент работам више над 5, 6, 10 години. И да, имаме и рекорд лейбл. Баш вчера гледав статистики, некои над 25 милиона слушатели сме имале во овие наредни претходни 5, 6, 7 години од различни држави. Има заработки, да, ама многу труд до тој левел да стигнеш кој ќе те препознаат дека е тој квалитетот. Многу работа, после да дојде до тоа ниво. Да дојде некој да побара баш твојот бит да го купи, Да, така некако имаше да еден вработи. момент кога сум ставил трака за да се продава исто така како Ghost Добро. Producer пред 2018 и после одреден период отварам на PayPal, стигнале пари. Па вие си имате штедење. Сум заборел дека постои тоа и вака се чудам и онака мотивација за уште поише за да го правиме тоа. Така е, да. Можеме да се пофалиме, значи, со добра техносцена. Тоа ми беше Да. мобето. Така е, така. Не заостануваме за светот. Не, Така, уопшто. ако македонците се познати по тоа дека се добри и за пеење и за играње, веројатно сме добри и за создавање на вакви диџејски ситови и создавање на нова музика. Да. Да? Да.
уште не е официализирано, ама више имаме на сите светски диџеи, артисти што се ремикси наши што треба да бидат издадени во текот наредните години. Не знам, добро би било ако во следната сезона можеме додека, нели кога ќе немате денови, кога ќе одмарате, да речеме, па да ве викнеме неколку диџеи да ни ги кажете едноставно своите искуства, ете така, нели како оди тој начин на комуникација со светот сега кога нели има платформи на кои што можеш да ја ставиш својата песна и таа да се продава така на отворен пазар и како оди тоа сето? Тоа е првично треба да има издавачка куќа, што издавачката куќа соработува со некоја дистрибутивна куќа. Таа дистрибутивна куќа е партнерство со сите онлайн стори како продавници што се како Spotify, iTunes, Amazon и многу други препознатливи и на самите тие подпишуваме ние договор за издавање пример албумот и одреден период се чека од околу 14 до 24 дена и ставнува ексклузивно од една од тие платформи што ќе одберете вие. Така. А како се добива цената? Како можеш да биде цената да отиде, не знам, да побара некој да го купи тоа за не знам каква цена? Има цена на купување или има некаква можност за надавање? Има цена на одредени платформи како продажба на трака што е од $1 до $2,5 или па има на Steam на гледаност или на Plays. На тој начин. Да, Spotify. Се билда да речеме. Да, на одредени бројки одреден профит. И зависи од различност од државите што ја слушаат. Добро, каде има најдалеку, Филип, продадено своја музика? Ние највише имаме слушатели од Русија. Од Русија? Да. Да, баш вчера гледавме на 14 милиони. 14 милиони? Да. И претежно се од TikTok. Имаме артисти што се Русија, познати, и моделки што се као на каверите као бренд на рекорд лейбелот и по нив добиваме некакви си алгоритмички парички на смитка. Добро е. Чим има парички е супер, така е. Кога најубаво е време за создавање на такви нешта? Навечер? Предежно да. Пред заспивање? Да. Не пред заспивање, кога сите спијат. Кога сите спијат. Кога немаш ништо одредено да те нервира, да те чипка, да ти создава нешто. Да треба да мислиш и да не треба да станеш со за на утринска на пример, да. И додека сте на ова интервју си пакете ритам. Обид, да. Во битста. Да. Добро. Некој нов бит има? Не, тоа е 4/4. Него менјаме стилот, техно и хаусот е сега тоа 4/4 такт. Да. Добро. Кажавме се. Да. Да ги поканиме? Да. Кога? 27 јули. Сите во Струга. Сите во Струга. И до втори уживајте во разни случувања. Ни ги кажа Филип деталите, ама вие можете многу повеќе да дознаете ако отидете на Онила фестивал, така, на социјалните медиуми, таму си стои се. Имате такви, како се вика, алкички на кои што ќе имате баркодови, па потоа тие ќе ва носат кај треба да одите во Струга. Па вие така како патеки, така. Кај треба да одиш, што се треба да правиш, не мора многу да се уморувате, само да одите на добри журки. Така е. Филип, благодарам. Се надевам дека следната година ќе има уште подобро издание. Така е. Така, тоа е целта. Да. секако. Стане во традиционално и до 10-та година да можеме да се дружиме вака. Така е, да. Еден тон диџеј од 27 јули до 2 август само во Струга на Only Love фестивалот, а ваше е само да отидете и да уживате.